Една од суштинските определби на православното христијанство е, или би требало да биде, простувањето, кое што представува акција, динамичност, сила. Човекот кој во себе го има вотеловено автентичното православие, не може да биде млитав, одсутен, пасивен, мрзоволен, никогаш не може да му биде здодевно, не е сентиш тип на човек. Зошто велам дека простувањето е акција? Затоа што не е бездушно пардон, туку е постојано исправање, непрекинливо движење напред. Еве, самата етимологија на зборот го предочува тоа, ако имаме во вид дека префиксот про значи пред, а од основата сто во словенските јазици доаѓа глаголот стојам. Во грчкиот пак простете, тоест синхорите, доаѓа од глаголот синхоро, со значење другиот да биде собран во просторот на првиот и да се продолжи заедно. Оттука, ако се соберат овие значења, да се прости, значи секогаш да се даде шанса, после падот, човекот повторно да стои исправен и одново да се врати во просторот на другиот, во просторот Христов, за да се чекори заедно. Следствено, човекот е повикан да биде човек од акција, брз во простувањето, динамичен во барањето на можноста за автентична заедница.